Американската администрација е јасна дека ќе продолжи да ги користи сите алатки за да ги повика на одговорност лицата и организациите кои со незаконски активности ја подкопуваат безбедноста и стабилноста на Северна Македонија. Оваа порака ја прати американската амбасадорка еден ден по ставањето на Орце Камчев на црната листа поради злоупотреби, коруптивни активности и спроведување агенда за сметка на демократските институции и граѓаните. Анџела Агелер предупреди дека одлуките на Вашингтон, како вчерашната против моќниот бизнисмен, се насочени против сите поединци и структури за кои ќе се утврди дека се корумпирани и криминализирани, независно од нивната партиска определба или функција што ја извршуваат. The abuse of law, of office, money laundering, Злоупотребата на законот, позицијата, перењето пари, подмитување и други прекршоци во кои учествувал Орце Камчев не само што ја еродираат довербата на јавноста во судскиот систем на Северна Македонија, туку и представуваат значајно предавство на граѓаните на оваа земја. Јавноста заслужува институции на кои може да им верува дека ќе ги следат демократските вредности со транспарентност и без компромис. За Северна Македонија да ги надмине предизвиците што следат и да исполни целта за просперитетна, продуктивна и ценета членка на Европската Унија, корупцијата не може туку така да минува. Корумпираните мора и ќе одговараат како што ова назначување покажува. Во многу кус период на црната листа се најдоа и Камчев, бизнисмен со неколку случаи против него, човек исклучително близок со политички кругови со претходната владеачка постава, и актуелниот градоначелник на Струга Рамиз Мерко, влијателна фигура во ДУИ, и домашната компанија Сайтрокс поради изработка и продажба на шпионски софтвер. Но прашањето е што сега, откако овие поединци и компании се на црната листа. It's not for me as the American ambassador in Skopje to tell any institutions. Не е на мене како амбасадорка на САД во Скопје да ја кажам на која било институција што таа како продолжение треба да направи. Нотирам, како што тоа и други го направиле, дека ние бевме во можност да најдеме доволно докази, да утврдиме дека овие лица се одговорни, да ги повикаме на одговорност. И тоа го направивме преку собирање информации овде, во оваа земја. Не станува збор за информации што сме ги собрале во Вашингтон, што значи дека информациите биле достапни. Соработувавме со домашните институции за да ги развиеме овие случаи, исто како и нашите колеги во Вашингтон. И како, кога и дали ќе се реши да се проследат овие случаи, зависи од домашните институции. Ние нема да дојдеме во Северна Македонија и некого да апсиме или да почнеме случај против некого, но интересно е да се види кои и какви чекори ќе следат. Партиски реакции по одлуките на Вашингтон немаше, но затоа пак интересна изјава даде министерот за правда, кој исто така ги прозва правосудните органи. Господинот Камчев е еден од главните спонзори за уништување на СЕО и неговото име се поврзува со многу други проблеми во државата денес. Мило ми е што се најде на црната листа на САД, но многу ми е жал за судскиот систем во Македонија. Него видоа и продолжуваат да не го гледаат на начин на кој очекува обичниот граѓанин. Не се исклучува можноста наскоро да има и нови назначувања на црната листа, но за тоа нема официјална потврда. Агелер само кажа дека правниот процес е многу темелен за да се осигура дека има цврсти докази против проблематичните лица и организации. Но беше јасно дека во Вашингтон во кој било момент се разгледуваат повеќе личности и организации. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.